Во организација на Националната установа Музеј Куманово во спомен куќата на Христијан Тодоровски Карпош, денеска се одбележа 100 годишнината од раѓањето на народниот херој. По повод оваа годишнина, но и 70 години од формирањето на Сојузот на филателистите, на настанот беше промовиран и коверт со ликот на Карпош, кој е изработен во соработка со Македонска пошта. Поштенскиот коверт е илустриран со портрет на херојот, кој е дело на академската сликарка Воскресија Андреевска. Од Сојузот на филателистите посочија дека согласно програмата, тие ќе одадат почит на 7 народни херои: Васко Карангелевски, Крсте Црвенковски, Борка Талески Модерното, Христијан Карпош, Ванчо Прке, Илија Игески и Славчо Стојменски. Ние успеавме да направиме во рамките на нашиот проект 7 пригодни пликови кои ги задоволуваат меѓународните критериуми за филателистички материјал. Тоа е специјална една форма која здружува плик, марка и печат. Во нашиот конкретен случај денеска имаме плик кој има символ на херојот по избор на уметници, потоа печат кој го работи Македонска пошта, врзан за денот 3 септември, и пригодна марка која во нашиот случај ја одбираме како градот во кој е роден херојот или некој мотив од ноб. Во конкретниот случај ние се одречиме за знамето. Од Сојузот нагласија дека ковертот ќе се обидат да го промовираат во сите институции кои го носат името на народниот херој. Пред присутните се обрати и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој истакна дека Карпош е синоним за борбеност, истрајност и непоколебливост. Тој се заблагодари за изработениот коверт, но и за целосната реконструкција на спомен куќата која ја направи Министерството за култура заедно со Кумановскиот музеј. Токму пред 100 години во ова наше шаренолико Куманово се родил еден човек среден по раст, а голем во срцето и во душата. Карпош, развивајќи се себе како личност, е пример за многу генерации кумановци кои подоцна го користат тоа име во делот на нивниот духовен развој. Јас денеска нема да говорам за податоци, автобиографија и историографија на Карпош, бидејќи за неја знаат сите, и во Куманово и пошироко. Јас денеска сакам да говорам за суштината на Карпош и како тоа Карпош е пример бил, а ние, средните генерации, сакаме и да остане еден позитивен пример за кумановчани, за сите македонци во државата и пошироко. На настанот присуствуваа и членовите на семејството на Карпош, а творби прочитаа и неговите правнуци.